Токму така, секоја година е различна, како што секој стих на Рацин различно го толкуваме во различни епохи од нашиот живот. Ако величината на Рацин беше токму во величината на неговиот напишан збор, различноста на секоја година и на секој традиционален планинарски марш е во тоа што не знаеме што не очекува горе на врвот. Така што различно ќе биде тоа што оваа година очекуваме музички перформанс на врвот, авторска музика со текст на песните од Рацин и поетски перформанс во најава од една позната актерка од Македонија која што ќе изведе своевидна монодрама на 1500-600 метри посветена на Рацин. Различната енергија на луѓето, различните временски околности и услови, секоја година го прават различен традиционалниот марш за Рацин, но целта идејата е иста, Рацин вечно да живее во сеќавањата на оваа генерација која што му должи подеднако како и сите генерации пред и после нас. Најавивте 30 учесници, всушност вашиот повик беше за 30 учесници. Дали оваа бројка останува иста со оглед на тоа што гледаме дека ќе се приклучат на маршот и многу граѓани кои што живеат надвор од Велес? Рацин е матица македонска. Тоа е најмалиот заеднички содржател кој што ги спојува сите луѓе од Македонија. Тоа е јадрото, матичата млеч на нашата македонска нација. Тоа е авангардата на работничката класа и заради тоа Рацин не припаѓа ниту на Велес, ниту на Македонија, ниту на Европа, припаѓа на светот. Тоа е нашата најголема гордост и светско културно наследство. Овие 30 луѓе се луѓе кои што им овозможуваме како велешани бесплатно да дојдат, некои од нив и многумина од нив за прв пат да дојдат на врвот Сток на Лопушник, да го посетат местото каде што убиен Рацин, да почувствуваат таа енергија, тој москавичен збор и таа тишина, подеднакво слична како онаа тишина во која што проклетиот 13 јуни 1943 година трагично го изгуби својот живот Рацин, така што тоа ќе биде најмалниот заеднички содржател за оваа година. Имаме најавено гости од Битола, Прилеп, Куманово, Велес секако, Грацко, Росоман, Штип, Скопје, не знам дали го спомнав. Имаме и од Кавадарци, така што тоа се само дел од најавите на луѓе. Имаме од Кичево, да не заборавиме, Кичево се приклучува исто подеднако како и општина Велес со човечки ресурси во делот од организацијата, така што традиционално Рацин е гордоста наша и ако ми дозволите, на врвот Сток ќе прочитаме дел од авторската поезија на дечињата од основното училиште Славко Лумбарковски од Новаци, од општина Новаци Битола, кој што во 2019 година специјално распишан конкурс Твојот живот, наша светлина и под најубавото мото Рацине, ти задоволен биди од твојот род. Јас поздрави тебе ти праќам, ќе ги прочитаме прво наградените песнички од децата за основното училиште Славко Лумбарковски. Прекрасен подарок во траен аманет за сите кои што ќе бидат присутни на врвот Сток. Значи ли тоа дека на Лопушник не одат само припадници на средната генерација на граѓани на нашата држава, туку ги имаме и младите? Да, најмладиот учесник минатата година имаше само 7 години. Оваа година ќе видиме, имаме пријавено, со сигурност знаеме дека неколку дечиња со своите родители од околу 9-11 години. Се разбира, Рацин кога реков дека матицата македонска во буквална смисла на зборот.